Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19. Вечерва гледаме. Наезда на мечки во Реканскиот крај. Жителите на Битуше, Ростуше и околните села стравуваат за безбедноста и собствените имоти. Македонија понуди помош за Бугарија. Поплавите ја однесоа и четвртата жртва. Изборната кампања добива на жестина. Партиите влегуваат во зона на црната кампања. Министерството за образование ќе прави бела листа на релевантни академии за студентите да немаат забуни. Жените во Македонија со сериозен предизвик од фемицид. Една недела изборна кампања, партиите влегуваат во зона на црна кампања, какви пораки испраќаат, ќе смени изборниот дискурс дел од перцепцијата кај граѓаните, локални избори со национални теми, политичка анализа во тема на денот со Бојан Кордалов, експерт за комуникација. Добро вечер, останете овде, почнуваме веднаш. Партиите и независните кандидати во финишот од првата недела од изборната кампања. Владеачката ВМРО-ДПМН синоќа најави постизборни реформи во судството, обвинувајќи за заштита на криминални структури на претходната власт. Коалицијата вечерва одржува митинзи во Радовиш и во Струмица. Низа капитални проекти во Ѓорче Петров најавува кандидатот на ВМРО-ДПМН за град Скопје. Нов кружен тек меѓу улицата Ѓорче Петров и булеварот Македонска војска. Според Ѓоргиевски ќе ја зголеми безбедноста во сообраќајот и ќе го намали сообраќајниот хаос. Сите проекти ќе бидат помогнати и од општината, најави и кандидатот за Ѓорче Петров Александар Стојковски. Но тоа ќе ни биде и дел од поширокиот концепт кој ќе го реализираме во цело Скопје. Планираме почитувани мрежа на кружни текови кои ќе го подобрат протокот на возила, ќе намалат брзината и ќе ги штитат пред се животите на нашите сограѓани. Сето тоа е дел од нашата визија нула несреќи, преку која планираме до 2030 година да редизајнираме 50 критични крстосници и улици по европски стандарди и да создадеме град во кој сите учесници во сообраќајот ќе се движат без страв и ќе се чувствуваат пред се безбедно. Заедно со градот ќе го реализираме приоритетно проектот за подобрување на водоснабдувањето на Ѓорче Петров како општина со изградба на резерварот на локалитетот Оризарски рид со големина од некои 3400 метри кубни со пумпна станица, потисен и повратен цевковод, проект кој што ќе биде од исклучително значење за жителите на општината и кој што долготрajно ќе го реши деценискиот проблем со намалениот притисок на вода, посебно во високата зона во Ѓорче Петров. Од вчерашните митинзи пак партискиот лидер порача дека по изборите лично ќе се позанимава со судството и обвинителството, кое според него 7 години молчи за очигледните криминали на претходната власт. Резолуцијата со црвени линии која ја нуди Филипче, според Мицковски е подарок на СДСМ за Бугарија. Тој подарок вели е тројански конј. Многу добро памтам кога поранешниот премиер на нашиот источен сосед јавно зборуваше дека финансиски ја помагал таа опција на СДСМ, партијата на чие чело денеска е Венко, и тоа директно преку куферче пари кон неговиот гуру и ментор од Струмица. Сега не сакам да верувам, но многу е логично дека повторно троптале на истата врата и повторно се надеваат на ново куферче. А подарокот кој што нашиот источен сосед може да го плати е пробив одвнатре, нов предлог за ново предавство на националните и државни интереси. Но овој пат големата пречка за тоа сме ние, народот на Македонија, ВМРО-ДПМН и коалицијата. ВМРО-ДПМН вечерва ќе одржи митинзи во Василево, Босилово, Радовиш и Струмица. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Опозицијската СНСМ синоќа се фокусираше на економската состојба на државата, обвинувајќи ја власта дека државата ја претворила во економска пустина. Коалицијата вечерва одржува митинзи во Берово и во Делчево.
Признание и поддршка на трудот на наставниците најави кандидатот за градоначалник на аеродромот СДСМ Александар Трајановски. Честитајки го денот на наставникот, рече дека општината ќе поттикне истражувања, проекти и иновации за училиштата во аеродром да станат современи центри на знаење. Подобри услови за настава во училиштата, затоа што секој наставник заслужува современа и достоинствена работна средина, а секое дете еднаква шанса за квалитетно образование. Обезбедување на современи наставни материјали и нагледни средства кои ќе ја олеснат работата на наставникот, привлекувајќи поголем интерес кај учениците. Континуирани обуки и усвршување за наставниците да бидат подготвени за современите предизвици во образованието. Време е да ја вратиме државата на страната на работниците. Председателот на СДСМ Венко Филипче од Велес обвини дека владата предводена од ВМРО ДПМН ја работи исклучиво за олигархијата во државата. Рече дека СДСМ останува на истите политики, кои ќе значат раст на минималната и просечната плата. Имавме 5 иницијативи за покачување на платите, како минималната, така и просечната. И што направи владата на ВМРО ДПМН? Ги одби сите до едно. Ги одби поради тоа што за нив е поважен крупниот капитал, отколку работникот кој се стега да врзе крај со крај секој месец. Ние нудевме цела година решение минимална плата од 500 евра. Не популистички, туку со јасна методологија. Кандидатката за градоначалник на Велес Маја Хеско обвини дека ВМРО ДПМН 4 години не направила ништо за градот. Велес е запоставен и заборавен од централната власт, поминува низ тешка криза и заостанува од околните општини, рече Хеско. Најави дека ќе ја отвори општината кон јавноста и медиумите и ќе ја зголеми транспарентноста, но и крупни долгорочни проекти. Ќе ги искористиме празните објекти во сопственост на општина Велес, за во нив да создадеме услови за дом за стари лица, како што е поранешниот хотел Вила Зора, детска градинка и иновативен истражувачки центар за младите во зградата на сите позната како зградата на синдикатот. Ќе градиме нова комунална инфраструктура и квалитетно ќе одржуваме постоечката, затоа што не смее да се работи како досега, со сомнителни јавни набавки, со неквалитетна изведба, заради што и некои улици и по 3 пати беа повторно асфалтирани на штета на сите нас. Кампањата на СДСМ денеска продолжува во Берово, Делчево и Пехчево. Даниел Василев, Сител телевизија. Дел од програмата презентира денеска и кандидатите за градоначалник на Чаир, од ДУИ и од коалицијата Влен. Османи ветува низа проекти за подобрување на образованието, меѓутоа пак најавува инфраструктурни проекти. Имате школи кои што ги немаат, како што реков, основните услови. Правиме целосно реновирање. Ќе ги вратиме спортските активности, ќе го вратиме достоинството на наставниците. Бидејќи, ако има нешто на што им должиме на граѓаните, тоа е образованието. Бидејќи све може да почека. Меѓутоа, годините на децата во возраст кога се формира све, и карактер, и навика за учење, и сите карактеристики на децата не можат веќе да се компензираат. Тука се поделени во 7 дела, 7 сектори мастер планот, почнувајќи од сообраќајот, каде што има и одлични идеи за Чаир и Скопје, па продолжувајќи со туризам, култура, историски монументи, како тие мислам да се искористат и стават во функција на зголемување на туризмот во Чаир, па продолжувајќи со младите, спортот, културата. По продолжение на овој блок бележиме и дел од активностите на дел од помалите партии и независни кандидати. Кандидатот за градоначалник на Скопје од Левица Амар Мециновиќ денеска меѓу граѓаните на Ѓорче Петров, Центар и Карпош ја представува предизборната програма. Во фокусот се јавниот транспорт, загадувањето и работата на градските комунални предпријатија.
Број еден приоритет ќе ни биде јавниот превоз, негово санирање и потполно давање на едно севкупно решение за скопјани, понатаму борба со загадувањето на воздухот на повеќе фронтови и крајно тоа што вашите гледачи треба да го знаат, ние нема да дозволиме било каква приватизација на предпријатијата на Скопје, напротив, планираме да ги окрупниме нивните капацитети, затоа што веќе некои против кандидати мои, тоест преку премиерот Христијан Мицкоски најавија приватизација на КХС и на Дрисла. Пренамена на градскиот трговски центар во ново седиште на градската администрација и целосно озеленување на покривот е дел од предизборното ветување на кандидатот за градоначалник од коалицијата Искуство за успех. Александар Трајановски вели така ГТЦ ќе прерасне во центар кој ќе ги спојува администрацијата, иновацијата и екологијата. За да ја задржиме автентичноста на овој објект, предлагаме токму градскиот трговски центар да биде новиот дом на град Скопје, а пропратно ќе имаат и други содржини како што се на пример уметнички ателина за ракотворбите и за занајчиите кои што навистина им е потребен простор да го манифестираат своето дело и секако оние два дополнителни центри кои што ги предвидуваме во програмата, а тоа се иновативниот хаб за млади и секако стартап центарот. Независниот кандидат за градоначалник, поддржан од ТМРО Александар Рашковиќ, најавува спортски проекти. Неговата предизборна програма предвидува градот Скопје да управува со фудбалскиот клуб Вардар. Нашето залагање ќе биде клубот Вардар да се врати на град Скопје и да се превземе од тие приватни собственици и фирми. Замислете што би се случило кога Звезда и Партизан би се зел од градот Белград, општ хаос би настанал. Така да ќе го вратиме на градот Скопје. Градот Скопје има секогаш буџет за спортски активности, има и посебен сектор таму. Така да мислам дека тоа е една одлика и една гордост на градот и треба да се врати на градот и да се стопанисува градот со клубот Вардар. Предизборни активности имаат и останатите кандидати за градоначалник на главниот град. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Во тема на денот вечерва разговарам со Бојан Кордалов, експерт за комуникации. Добро вечер од Брисел. Добро вечер. Благодарам за поканата. Ти без разлика што си надвор во Македонија, редовно ја следиш изборната кампања и таму во Брисел, па ме интересира твојот прв печаток после една недела изборна кампања, каков политички дискурс имаме во општеството? Искрено како што очекувавме, барем јас како што очекував, тоа е буквално фокусирање секоја партија на своето членство и да речем закупување во своите ставови, во исто време доминација на повеќе национални теми отколку локални теми и зачеток, иако е премногу, зачеток на црна кампања која што очекуваме следните недели да се развива и повеќе. Бојан, дали тој тип на дискурс кој што сега го имаме, или таа комуникација кој што сега имаме овие денови, ова една недела, ќе се заостри до крајот на изборната кампања и која е твојата проценка, во која насока ќе се оди во поголема црна кампања или пак ќе биде фокусот, да речеме, на оние некои локални проблеми? Не, апсолутно, ако денот путрото се познава, дефинитивно таа црна кампања само ќе се зголемува. Едноставно образложувам и ќе го кажам тоа повторно, прекратко е времето, а партиите сакаат да добијат многу. Тоа знаете, тоа е како да сакате во една недела да се обогатите, да станете милионери. И затоа тука црната кампања доаѓа како најлогичен чекор, како нешто што ветува брзи резултати. Меѓутоа, сум кажал многу пати, ќе го кажам и сега, тоа е веќе не само наука, туку е искуство, емпирија. Црната кампања никогаш не донела повеќе поени отколку што изгубила и црната кампања навистина нема да придонесе за подобрување на резултатите. Напротив, само ќе направи граѓаните да бидат поднезадоволни, поднезаинтересирани за политика и да имаат помали очекувања. Ако идејата на особено големите партии е помали очекувања, тогаш се на прав пат. Но ако идејата да променат нешто да се позиционираат долгорочно, тоа е погрешна стратегија. Тоа беше и моето следно прашање во контекст на онаа црна кампања. Поголем интерес од тоа има опозицијата или власта, да речеме, кај избирачкото тело и оно што велите вие, дали можеби таа ќе придонесе за да имаме прв пат во историјата рекордно ниска излезеност на едни локални избори?
Не верувам дека рекордна излезеност ниска може да имаме, од причина што локалните избори се ајде така да речеме интересни или најклиентелистички за гласачите, бидејќи има илјадници, 10.000 кандидати од сите партии. Нормално секој да привлече најблиските и останати луѓе да гласат само за да дадат поддршката за тие кандидати. Бројот на луѓе кои што гласат на локалните избори никогаш не е низок, барем споредено со претседателски избори, па дури многу често и со парламентарни. Меѓутоа, црната кампања прави да не се слушаат пораките. Црната кампања прави да партиите се дистанцираат од очекувањата на граѓаните. Знаете, кога загадувањето е толкаво, кога деурбанизацијата, односно живењето во урбан хаос е огромно, кога дел од еве Скопјани ќе земеме се жалат дека се уште нема парно или немаат пристап до парно воопшто огромен дел од Скопје или од цела држава, цела Македонија. Знаете, не може долго време да задржувате внимание со национални теми. Секако тие се битни, меѓутоа има 320 дена во годината кога може и треба да се зборува има просто за тие теми. Сега е навистина битно луѓето да слушнат што се ветувањата и очекувањата што ќе се промени. Во тој контекст тогаш проблем на политичките партии нивниот пиар е да ја користат овој тип на кампања или пак неумешност, незнаење да водење на кампања? Не верувам дека е второто, веројатно. Не е неумешно, едноставно ништо не излегува од матрицата. 30 години ние ги имаме истите типови на пораки и кампањи. Еве, вратете се назад, кои сакат избори. Нема власт која што не кажала, ако гласате за опозицијата или ако гласате за малите партии, тоа е глас фрлен во вода. Или ако денеска гласате за независни листи, ќе ви каже опозиција, тоа е глас за власта. Значи, тие систите тези 30 години. Едноставно не се разбира. Значи, еве може да се враќаме назад колку што сакате. Не постои ни една црна кампања што е водена изминатите 15-20 години, која што донела резултат, која што донела победа или донела game change, промена во играта на одредена партија. Такво нешто нема. Значи, едноставно, секогаш кога се користело ветување, надеж, и причина да се гласа за одредена фигура, одредена личност или одредена партија, тогаш настанувала промената. Мислам дека пиар центрите се движат во едниста матрица и мислам дека во 30 дена кампања, колку што трае оваа кампања, партиите немаат друг избор, така се чувствуваат, освен да загазат и да кажат ајде сега удире колку што можеш повеќе по сите канали, шири негативни дискредитации за противникот со цел да му ја спуштиш цената и аналогно тоа ти да испливаш на површината. И тоа е начинот на кој се функционира. Не ми е јасно зошто и мене на крајот не се извлекува пуката, меѓутоа ви велам, доказ можеме да дискутираме за кои сакат избори и ќе видиме дека не постои успех на оние што воделе црна кампања. Ако ја тргнеме тој дел на таа црна кампања кој што не е сепак целосен во рамки на кампањата, останатиот дел на водење на кампања, како ви изгледа, какви пораки испраќаат политичките актери до граѓаните? Ако го тргнеме тоа што е невозможно го тргнеме, бидејќи доминира, испливува на површина. Знаете, преактуелно е кога вие ќе почнете да се расправате на такви теми за да дојде другото. Но ако го тргнеме на страна, навистина можам да кажам дека кандидатите и кандидатките даваат многу реални и многу очекувани ветувања и очекувани зборови за граѓаните. Дали е тоа како ќе се средат депониите, дали е тоа каков систем на транспорт ќе се направи, дали е тоа буквално во сите сфери каде што се ветува грижа за учениците, првачињата и така натаму. Значи, има добри пораки, меѓутоа за жал, кога вие ќе почнувате да зборувате за националните проблеми, за дисквалификациите, за историјата, за предавствата, за патриотизмот, нормално дека главните теми на избори ќе паднат во втор план и многу од луѓето нема ни да ги чујат дека постојат. Настанува шум и нормално, очекувано, граѓаните во огромна мера велат, сме ја гледале оваа серија, сме го гледале овој филм, смени канал да видиме нешто друго. И така партиите губат актуелност. И тоа ќе се покаже овие избори, ќе има гласови, ќе има победници, апсолутно. Меѓутоа и тоа како ќе се види дека политичката сцена ако не се менува, дефинитивно ќе се редефинира за известен број на години. Ако се погледне кампањата кај партиите на етничките македонци и кај партиите на етничките албанци, има разлика меѓу едни и други или? На националните теми да. Меѓутоа на локалните теми нема разлика. Мислам, крајно е време да разбереме дека проблемите се тие. Дали ние ќе дебатираме за глобални проблеми или за евроинтеграција, што е многу важна тема да се разбереме.
А при тоа не знаеме воздухот до кога ќе биде загаден, како и дали ќе горат депонии, дали ќе се умира. Не дај Боже на клиниките поради тие токсични материи што се вдишуваат, промена нема да има. И тоа е проблем, нема етничка боја. На крај на ништа тој проблем нема ни регионална боја, но и да се задржиме во рамки на Македонија. Така што ако ги тргнеме настрана доминациите кој во кој блок, така наречен блок на етнички македонци, албанци, ќе владее, проблемите и потребите граѓаните што очекуваат да ги слушнат се исти. Овие избори се многу различни по еден куп параметри, вклучително обидот да се наметна наративот дали владата ќе го задржи својот легитимитет или пак ќе го изгуби, а дали ќе се бројат гласовите по коалиции или ќе се бројат гласовите по партии, дали ќе се бројат гласовите според етникуми, дали ќе се докажува, значи локалните избори се податливи за многу различни комуникацијски толкувања. И еве да се навратиме секогаш на сите локални избори, ќе видиме дека не постоеле локални избори до сега, каде што имало само едно јасно и гласно толкување. Секогаш некој победува според број на гласови, некогаш победува некој според број на градоначалници, некогаш и според двете, но губи во масовна бројка, некогаш се тера по други параметри. Денеска веќе и самите политички партии ја наметнуваат и тезата дека ќе се мери според владеачка коалиција и според опозицијски партии на куп. Така што ќе има многу параметри, ќе биде интересно да се види како на крај ќе се протолкуваат резултати. Но сепак реалниот политички контекст е таков дека како и сите претходни избори, нели, во Македонија се сите историски, сите се референдумски избори, сепак веројатно и овие избори на некој начин може да бидат некаков параметар за идната централна власт, особено во битката во блокот на албанските политички партии. Затоа велам дали нивниот фокус, ако ја следиме, нивната кампања е насочен кон локалните проблеми и прашања или е пак насочен на едно повисоко ниво на некоја меѓупартиска пресметка? Ама тој фокус се пренесува и во така наречениот етнички македонски кампус. Значи тој фокус, дали кој го има легитимитетот, е нешто кое што се рефлектира секаде. Не е тоа само за во така наречениот албански етнички блок. Меѓутоа, мене ми е друга од комуникацијски аспект пораката. Граѓаните сакаат да видат, не само да слушнат, туку и да гласат и да видат дека нема да се палат депонии веќе диви. Граѓаните сакаат да гласат и да видат дека родител, баба, дедо, кога го турка детето или внучето на тротоар, има каде да го турка. Сакаат да видат дека превоз има, а не дека луѓе не можат да стигнат до приградските населби, не можат ни до малку далечените од центара, камоли до приградските населби. Тоа се реалните проблеми. Реалните проблеми на граѓаните се тие. Партиите се уште само размислуваат и покажуваат дека е најважно во нивните комуникации, наративи, дали ќе останат или дојдат на власт. Бојан, на пример, мислиш дека гласачите ќе изберат да слушнат и да гласат за порака или за нешто поголемо, национално, да речеме, и колку е од искуството што го имаш ти како анализа на изборни кампањи овде во Европа, изборната кампања може да промени до кој одреден процент перцепција за еден предизборен период, како што ние сега имаме, која, да речеме, на некој начин во македонскиот блок е поприлично јасна, неизвестна е кај албанскиот блок. Гласачите по сите истражувања и по искуство знаат за кој ќе гласаат. 20 до 30 дена кампања нема како освен многу мал процент да променат. Она што е автентично за локални избори е што различни независни помали иницијативи, дали се партиски коалиции нови, дали се листи на кандидати, кандидатки, тие можат да направат изненадување, сме го видели и кај нас, досега во советите, ќе видиме овие избори, сме го видели во соседството и подалечното соседство. Тоа е автентичноста на едни локални избори. Меѓутоа, кампањата не е носечка да граѓаните во тој момент решат за кој кандидат ќе гласаат. Јас многу пати нагласам, би сакал да ми дозволите да го потенцирам тоа овој пат. Кампања се води од денеска за следните локални избори. Кандидати се подготвуваат од денес за следните избори. Промоцијата, градењето на програма се прави од денеска. И затоа партиите кои ќе дојдат во цајтното 20-30 дена, тие се во паник и посегнуваат по црна кампања, бидејќи многу често го изгубиле другото време што требале да работат на градењето на кампањата. Не се менува впечатокот и не се менува резултатот во кампања. Само се капитализира тоа што сте го правиле изминатите 4 години. И сосема за крај, едно твое искуство, како изгледа, да речеме, една кампања за локални избори во Белгија? Една кампања секаде во свет изгледа локално.
Значи, буквално локално во местата каде што се случува. Например, ајде да рефлектираме светско искуство за Македонија. Ако се води во Петровец, кандидатките и на национално ниво кои што сака да се вклучат, доаѓаат и одат во тамошната средина, ги прашуваат граѓаните на кој начин сака да ги добијат податоците. Не значи дека треба и смеат да дојдат дома. Многу често тоа се прави на јавни површини и многу често тоа се прави со таргетирани пораки преку медиумите, социјалните медиуми. Тоа е начинот на комуникација. Локални избори бараат локален таргет и локални теми. Партиите мора комуникацијски да разберат дека она што ги интересира граѓаните на Сопиште е автентична тема и најверојатно е многу различна од темата која што ги интересира граѓаните на Тетово или на Струмица или на Кончи и така натаму. Значи едноставно мора да има автентичен пристап и да се разбере дека локалните избори бараат директна комуникација и тие се најосновниот облик на гласање и на функционирање. Такви пораки треба да се испраќаат и даваат. Бојан, ти благодарам за оваа политичка комуникацијска анализа на првата недела од изборната кампања. Благодарам и јас, задоволство ми беше. Наезда на мечки во реканскиот крај, жителите на Битуше, Ростуше и околните села стравуваат за безбедноста и сопствените имоти. Македонија понуди помош за Бугарија. Поплавите однесоа и четвртата жртва. Реканскиот крај повторно се соочува со мечки. Жителите од селата Битуше, Ростуше, но и околината секојдневно се во контакт со нив, кои честопати покажуваат и агресивност. Стравуваат за своите домови и животи, бидејќи мечките и преку ноќ, но и преку ден влегуваат во селата. Даниел Василев. Мечките повторно се спуштија во селата во Мавровскиот регион. Локалното население тврди, мечките слободно шетаат навечер. Недостатокот на храна ги охрабрува да движат близу населените места. Населението стравува за собствената безбедност. Оставени сме сами на себе во овој регион, искрено, а така да се доаѓа бербава, може да се сретнеш некогаш и во берба и со мечката, не дај Боже, значи не дај Боже, и деца поминуваат, пројдуваат тука, ајде, ние како повозрастни можеме да се снајдеме, да речеме некако, ама дете мало со не дај. Дел од земјоделците веќе имаат штети. Сандаците со пчели и дрвата со јаткасти плодови засега се главна мета на мечките. Борче Божиновски, иако плацот го оградил, вели досега неколку пати влегла внатре и направила огромна штета. Освен што ги губи плодовите, мечката направила и голема штета на самите дрва, а според неговите проценки, животниот век од 40 години е намален на помеѓу 10 и 15 години. Имам ја доста штета оваа година, значи како и пред 2 години од мечката. Јас имам плантажа од 30 ореви, тие турската сорта ореви, каде што баш сега во самата берба едно 3 до 4 пати влегува во плантажата. Нема начин. Мојата плантажа е тотално заградена, значи заградена со бодликава жица и со дополнителна зелена жица, пластифицирана жица, но сепак знаете како е мечка, значи не може да се сопре. Така да скоро 3 пати влегува во плантажата и како да ви кажам, од орев на орев го собира целиот. Реканскиот регион и пред 2 години имаше проблем со мечките. Тогаш локалните жители имаа и блиски средби со ова животно, но за среќа немаше посериозни повреди. Активистите бараа да се обезбеди доволно храна за мечките да не се спуштаат во селата. Тогашниот директор на ЦУК Стојанче Ангелов даде и идеја дел од нив да бидат дислоцирани во други региони во државата. Според последните податоци, во Националниот парк Маврово има околу 160 мечки, иако нормите налагаат на тој потек да има околу 70. Кафеавата мечка е забранета за лов и се смета за строго заштитен вид. Тоа е регулирано со 2 закони: Законот за ловство и Законот за заштита на природата. Даниел Василев, Сител телевизија. Министерството за образование најавува објавување на список на релевантни образовни институции за кои нема заблуда, за да нема заблуда меѓу младите кои ќе се запишуваат на нив. Јаневска најави ревизија на приватните академии и курсеви за да се добие јасна слика што плаќаат граѓаните за образование. Ќе биде објавен список со релевантни образовни институции за да нема заблуда меѓу младите кога решаваат да се упишат на некој од овие академии наместо да студираат на некој од акредитираните факултети. Многу повеќе инвестиции за истражување и наука предвидува МОН за да се доближиме до критериумите за Шангајската листа.
Убаво да внимаваат каде се запишуваат и убаво да се ги прочитаат договорите кои ги подпишуваат, затоа што мислејќи дека ќе добијат знаење, се случува дел од тие академии да не го исполнат она што треба да го исполнат и тие се на листата на оние кои ќе бидат ревидирани во иднина. Веќе имаме неколку такви. Дадовме 44 проекти од по 125.000 евра. Вложивме во други истражувачки проекти, нешто што навистина им е потребно. Вложивме обезбедивме слободна база, пристап до две навистина реномирани, светски реномирани бази, Web of Science и Scopus. На Светскиот ден на учителите МОН почна кампања Магијата е во знаењето за важноста на наставниците и просветните работници. Јаневска порача дека заедно со владата и во следниот период посветено ќе вложуваат во наставничката заедница, отворајќи нови можности за напредок и развој на образовниот систем. Во следните 4 години тие не треба да се грижат за својата плата, учебници кои им беа потребни и кои тие ги бараа, изградба на инфраструктурата, односно возможување на услови. Ветивме кариерно напредување кое го засилува нивниот интегритет, нивната состојба и тоа го правиме. Especially everyone who is a parent, we want our children to learn. Тој сите ние родителите сакаме нели нашите деца да учат добро, а тоа значи дека мора да се работи на стручното усовршување на наставниците, обезбедување на доволно ресурси за наставата, како и давање на огромна поддршка за нивната работа. Магијата навистина да се биде наставник, треба да имаме не волшебно стапче, туку многу капацитети, многу знаења, многу способности кои бара континуирано доживотно учење и добра подготвеност, значи систематичност во однос на знаењата. По неколку години студирањето на педагошкиот факултет повторно е актуелно кај матурантите. Деканката е задоволна од годинашниот број на запишани студенти. Во последниве години има интерес за запишување на педагошкиот факултет. Драго ми е што последниве 2-3 години имаме и ученици, односно матуранти со висок училишен успех, така што задоволни сме од бројката. Запишавме некаде 170 матуранти. МОН и Сојузот на просветни работници доделија признанија за наставник на годината. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Жените во Македонија се уште се соочуваат со низа предизвици, особено фемицидот и семејното насилство. Жените во Македонија се уште се соочуваат со низа предизвици во современото општество. Алармантна е состојбата со наталитетот, а загрижува и фемицидот и семејното насилство кои се директна последица на несоодветното и навремено постапување на институциите. Сметам дека државата треба да има, институциите треба да имаат повеќе слух и да имаат да поднесат поголемо внимание кон луѓето кои ги пријавуваат овие неправди, како ете во случајот на Росица, па и други пред нејзе. Значи не е само Росица, имаме поголем број на фемицид во Македонија, но истовремено и законите кои се веќе постоечки, сметам дека има простор за подобрување и не само што ќе се подобрат и ќе бидат веќе ставени во сила, туку треба и да се имплементираат. Затоа што мислам најголемиот проблем е во имплементација на законите. Кимберли Флечер, председателка на Американската организација Мајките за Америка, потенцира дека во ситуации каде има насилство најдобро решение е жената да знае дека не сама и може да биде заштитена. Во Америка постои центар каде жените може да бидат згрижени, имаме и SOS линија на која може да побараат помош. Изминативе 50-60 години наоѓаме начини како да го решиме овој проблем. Истиот начин може да го направи и Македонија. Личната мисија на Кимберли е да ги инспирира мајките ширум светот, да ја препознаат и применат својата вредност и моќ во општеството. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Мемориалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија вчера вечерта одбележа 20 години од поставувањето на камен темелникот на првиот од таков тип во регионот музеј, кој представува и значаен символ на македонско-еврејското пријателство, како историски спомен за судбината на евреите од Македонија низ историјата. На настанот беше промовирана книгата на Тихомир Карамфилов "Евреите од Македонија" и отварањето на мемориалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија. Меѓу гостите беше и претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Управниот одбор и раководството на фондот и мемориалниот центар доделија 130 благодарници
за лица кои дале несебичен придонес кон изградбата на овој објект. Меѓу нив се поранешниот претседател на државата Ѓорги Иванов, екс-американските амбасадори Филип Рикер, Джилијан Миловановиќ, академици, представници на еврејската заедница во Македонија, меѓу оние на кои им е доделена благодарница за придонес е и Мартин Протугер за неговата подршка при изградбата на меморијалниот центар и подршка на еврејската заедница во Македонија. Меморијалниот центар е значајна културна и историска знаменитост Скопје, која неодамна во својата посета на градот ја посети и секретарот за трговија на САД, директорот на Трамп Social и сегашен советник на председателот на Трамп, но и високи гости и граѓани кои низ децениите наназад го посетуваат овој значаен објект.